Soki Mariot po jukebox, svakodnevan paradoks. Ugeso suvi grla, a vlažni pogledi. Ja smeđuni kako duh, zasite prikazni i slepi gluh. Ne može ništo da me povredi. Ja samo čekam negdje da se pojaviš, neka snove može neko gdje ti dojavi. Ista masa, isto mesto, vtorata od desno, ama datum od te drug. Neko i stari pesti pak me truja, kako plin o Bogu sakav ja si ti da smesi evergreen. Ljubov bez početok i kraj, po zlaten krug. Popalano sam album, a na Mariot po jukebox, svakodnevan paradoks. Ugeso suvi grla, a vlažni pogledi. Ja smeđuni kako duh, zasite prikazni i slepi gluh. Ne može ništo da me povredi. Ja samo čekam negdje da se pojaviš, neka snove može neko gdje ti dojavi. Ista masa, isto mesto, vtorata od desno, ama datum od te drug. Neko i stari pesti pak me truja, kako plin o Bogu sakav ja si ti da smesi evergreen. Ljubov bez početok i kraj, po zlaten krug. Popalano sam album, a na sekoj list tvoja slika i tvoj rakopis. Mi vodi čekorvo poznat dekor, štom go otvoram. Često na ulicak je naslušan, vidi go šeta kako đavol sam. Luge se nek si prozboran. Ja samo čekam negdje da se pojaviš, neka snove može neko gdje ti dojavi. Iste kameno ti sprejot, kaj mladinski na kejot, ama datum od te drug. On nije stari lipi pak me trujat, kako plin o Bogu sakav ja si ti da smesi evergreen. Ljubov bez početok i kraj, ko zlaten krug. Vreme to ima ti ja, naša tajna geografija. Od Boga i od luge da ne sokrije. Srce ušte se obiduva, da smisli drugama ne biva. Lični ni malku slični na tebe. I samo čekamo negdje da se pojaviš, neka su ovdje može neko gdje ti dojavi. Iste parkovi fontana i kupata od strana, ama datum od te drug. Ismeja večer što i daje, samo daje sin i neka raste. Ja si ti kje smesi evergreen. Ljubov bez početok i kraj, ko zlaten krug.
Добар ден и среќен ден од Владо Павлов. Како сме македонци денес? Ова моје вклучување во живот денес е повод она што сите вие го знаете. Ова моје вклучување во живо е она што го започнавме многу одамна. Ова моје вклучување во живо е тоа што го започнавме многу одамна, од денес треба да работиме да го завршиме. Од денес и конечно Владо Павлов е носител на трета изборна единица. Од овде јавно и силно ве повикувам да ги споменувате добрите дела, но и лошите дела кои ги имате од Владо Павлов. Да не агитирате, да не барате списоци 1 од 10 и 20. Едноставно, да му дозволите на својот македонски народ со слободна волја и со слободен ум да размислува. Затоа што она што го гледавме овие 30 години е мизерно, е бедно, е никакво. Дали се согласувате, македонци мои, дека она што го гледаме 30 години е мизерно, е бедно, е никакво? Благодарам. Среќата ќе биде наша. Затоа што и Матеја е таа трета изборна единица. Но го мина. Ми велеа да бидам во друга изборна единица носител. Оно му каде што најмногу сум помогнал. Оно му каде што најмногу сум помогнал. Но го мина. Ми велеа да бидам во друга изборна единица, таму каде што имаме најмногу поддршка. Но Владо Павлов родум е ова е Матеја. И тука ќе остане. Ќе помога и на другите изборни единици со неговите дела, со неговите активности. Затоа ве повикувам повторно да ова наша кампања, ова наша фалангистичка кампања не биде во стилот на терор, на сила и на агитирање. Дозволете му на овој народ македонски еднаш да размислува со свој слободен ум, без катанец на умот и без пранги на носите. Затоа ве повикувам да создадете уште една група која што ќе го носи името на Владо Павлов во трета изборна единица со неговите цели и задачи. Во ова група можете да ги споделувате сите ваши пријатели, независно кој на која религија да припаѓа и независно кој на која политичка партија. Веднаш ве повикувам да биде се слободна волја. Доколку се појават лица или било што, кои што во стилот на удба, како тоа што знаат да го прават, во стилот на ненормален, на забеган, на секта, за Идрисово, за Бардовци, спротиставете се најсилно со дела, колку што знаете. Не им дозволувајте на оние кои што хараат 30 години и кои што ви ги киднапираат децата да дојдат до глас. Тоа што се случуваше нека биде минато и нека биде поука за сите вас. Сите тие кои што ќе се појават да обезвреднуваат, да оценуваат, да дојавуваат, да дошепнуваат од каде што подоцна се прават полициски акции, политички претреси и ред други најавени сценарија, а се со една цел да биде уништена една идеологија, едно дело на Владо Павлов, но не е само на Владо Павлов. Делото е ваше, македонци мои.
Што би бил Владо Павлов, ако вие не бевте со него овие децении и повеќе? Многумина поминаа преку Владо Павлов. Многумина останаа, а неколкумина си отидоа. Си отидоа оние кои што беа врзани со материјалното. И мојата енергија ги тргна настрана. Никого не сум испадил. На никого не сум му кажал да не биде со нас. Одлуката нивна секогаш е била. И овие најголемите клеветници, и овие најголемите кукавици, морам да признам и морам да ви кажам, сами се отргнаа од Владо Павлов. Сами, едниот со некој си учител дека му бил лукав, пак ќе одел, пак ќе застанувал за некој си и пред него и позади него, а другиот сам го поднесе разводот и оние другите кои што секогаш само волно настапуваат без да имат некој одреден проблем од Владо Павлов. Одговорно тврдам дека ниту еден од овие најголеми кукавици и клеветници не е испаден од Владо Павлов. Сите тие сами го направија тоа. Таа глутница на одредени луѓе кои што беа со Владо Павлов во еден исти момент го направија тоа со обезвреднување во стилот на удба, во стилот на удба и обезвреднување со најгради зборови. Од секта, преку Забеган, преку Забардовци, за Идризово и не знам што ли не. Така ги приметувате и понатаму во иднина. Кои се актерите од кои што удба до ден денес владее со сите овие структури на начин на обезвреднување, на уништување, на фамилии, на луѓе, на бизнеси и што ли не. Доколку сакате ова удба или денес ЦИЕ, затоа што ЦИЕ стои позади удба, единствено ЦИЕ можеше да победи удба во Македонија. Да не ви висат на глава, како тоа што го прават со Владо Павлов. Обединете се, размислувајте со колективен ум. И така ќе успееме. Зошто? Затоа што сето ова што се прави против Владо Павлов се прави и против вас и против Македонија. Ве молам да направиме уште една група каде што Владо Павлов ќе биде ставен со целите и задачите на 3-та изборна единица во областа Матеа. Најголемиот акцент од Владо Павлов ќе биде даден на враќање на идеалите, на древниот македонски дух, на царство Македонија и сеќавањето на Филип и Александар на нашава Македонија. Ќе имаме повеќе видеа, ќе имаме повеќе вклучување во живо, од места кои што имаат голема светлина, од места кои што се од суштинско значење за Македонија и враќање на името Македонија. Ве замолувам, ве приколнувам, ве повикувам, македонци мои, немојте да агитирате. Представете ги целите и задачите, без агитација. Никого немојте да агитирате. Најмалку барам еден да ми донасат 10 до 20 души на список. Воопшто не ме засега тоа. Таков пратенички мандат на Владо Павлов и на било кој друг не е потребен. Дозволете му на својот народ измачен и на мојот македонски народ еднаш со слободен ум и со слободна волја да размислува. Представете ги целите и задачите. И ќе се бореме за сите овие цели задачи што секогаш ќе ги презентираме. Владо Павлов ви обеќа дека никогаш нема да се тргне од вас. Никогаш нема да биде нешто друго од оно што го знаете. Независно дали бил пратеник или не. Тој ден, кога ќе верувате дека Владо Павлов се сменил,
нека целото небо ми се сруши на глава. Ова се разговори кои што ги правам со мои кочанчини и кои што се највеќе категорични во едно, а тоа е дека кога македонецот седне на фотелја, се изгуби и заборава све што сега правил и што му правеле за него. Тој ден, ако Владо Павлов и како 100% овие на фотелја што седна си во овие 30 години, и стане ист како нив, нека цело небо ми се сруши на глава. Ете јавно пред сите вас ви кажувам, дека нема да има никаква разлика со Владо Павлов. Она што го знаете, таков ќе останам. Со дух, ум и фанатизам за Македонија. Северна никогаш нема да ја признаеме. Затоа што Северна е Пиринска Македонија, а додека Јужна е Егејска Македонија, а ние сме Централна Македонија. Во таа Централна Македонија, во таа е Матеја, Владо Павлов е носител и ќе се бори ова да го докаже пред целата светска конспиративност, пред оние кои што владеат со сите политички и удбашки партии, до вчера удба, денес ција, дека не се во право што е правата ова тортура врз овој наш македонски народ. И дека ќе се бориме до крајот на нашите животи, без употребен куршум, без употребена пушка, со љубов, со докази, со правда и со аргументи, како тоа што Владо Павлов го прави си во овие години. И сето оно што се случуваше, и допрво што се случува, ќе се браниме како лавови. Нема потреба од паника, нема потреба од скептизам, нема потреба од страв, затоа што Бог ги контролира и добрите и лошите работи. Ваше е да одлучите во кои работи ќе бидете, во добрите или во лошите. Затоа ќе се бориме Матеја или трета изборна единица да биде Централна Македонија како и што е, и со тоа ќе докажеме на целата светска конспиративност, на преместувањето на градовите, на уништувањето на сите градови во Македонија и нивно преместување, за да не будат сеќавањата на нашите македонски цареви. Ние ќе одеме обратно. Ние во Матеја ќе ги враќаме старите градови. Не за да не будат, туку за да будат. Затоа што со будењето на нашите древни македонски градови, дека ние сме Македонија, а Северна е Пиринска Македонија, а Јужна е Егејска Македонија, ние ќе докажеме на целиот свет дека со дух, ум и фанатизам се бориме за воскреснувањето на духот на Александар, на Филип и древните македонски цареви кои што секојаш ќе бидат со вас, ако размислувате за Македонија, за сето оно што ние треба допрва да го одработиме и за воскреснување на нивниот дух. Во таа е Матеја, во таа трета изборна единица, ќе ги бараме бела, тоа е спела на латински, ќе го бараме Дион, ќе бараме многу градови кои што денеска се уништени, но не целосно. Затоа сме и фаланга, затоа и ќе бидеме фаланга. Ве повикувам уште еднаш, по трет пат. Владо Павлов и секој фалангист нема право да агитира. Има право да ги постави целите и задачите, зашто ќе се бориме, но нема право некого да подмитува, да агитира за него. Ајде еднаш ние фалангата да покажеме во координација со Македонска трета ера дека на слободна волја, со слободен избор, луѓето ќе излегуваат на гласање. Благодарам, ве сакам сите и ве молам да се координираме, да работиме како што треба, со дела, со факти. Не им дозволувајте на удбашките структури, кои што се секаде околу вас, во вашите домови, во вашите соседства, кај вашиот берберин, во вашите први локали кај што го пиете кафето, да влијат на вашата одлука и да ви
да влијат на вашата одлука и на она за кој што тие се создадени да прават сомнеш. Нивната цел е само да вгради сомнеш. Тоа да го запомнете од Владо Павлов. Нивната цел е само да всади сомнеш кај вас. Сомнеш од каде што се почнува. Затоа и ова хајка која што се правеше, каде што имаме две кукавици, две екстремни личности, агресивни, тоест страшливци, затоа што секој што настапува со агресија, како припадник на елитни специјални единици, како припадник на многу работи што сум ги поминал во животот, е страшливец. Сите агресивни се кукавици и издајници. Затоа не им се плашете. И во стилот нивен ќе им одговарате со делата. Тоа што сме го правиле овие децении, овие години. Дали сум јасен, македонци мои? Нема агитирање. На екстремисти, екстремно со вистината. На агресивни, агресивно со вистината. А ќе ги препознаете во иднина по она што го прават. Во нивниот стил на обезвреднување, на уништување, на исмејување, на провоцирање. Во стилот на секта, во стилот на забеган, на ненормален, на лопов и не знам што ли не. Тоа се удбашки деца, тоа се чоколадо деца, кои што се борат да живеат како што живееле нивните родители. Македонската фаланга ќе се бори професионалците да бидат на професионално ниво. Ако пензионираните инспектори и инспекторки и началници на полиција се пензионирани, нормално дека треба да се останат и да се уживаат во нивната пензија, без контрола на она што го прават денес во МВР. Секако, најбитен елемент на овие пензионирани инспектори и инспекторки и началници на полиција е ревизијата. Да видиме што правеле во работен однос и како наеднаш кесето и се полни кога тие одат во пензија. Македонската фаланга ќе почне таму и ќе бара ревизија на сето она што се случува кога овие пензионирани инспектори, инспекторки, началници на полиција одат во пензија и кесето и постојано и се полни. Тука ќе насочиме целата енергија, затоа што тука е од суштинско значење за нашата Македонија. На Македонија им треба македонско МВР, на Македонија им треба македонска армија. Без разлика на вера, политичка определеност и без разлика на сето она што ние денес го знаеме. Значи, Македонија треба да не биде пред се. Со дух, ум и фанатизам за Македонија. Сепак ние сме Македонија, ние сме македонци, независно дали сме од албанска популација, дали сме од влашка или било која друга популација. Македонија е земја на сите нас, сите дишеме еден исти воздух во ова Македонија и сите ќе бидеме македонци. А додека дали албанец, влах или било кој друг од друга националност има способност и е подобар од македонец, нормално дека секој треба да си биде на неговото заслужено место. Но македонската фаланга во иднина ќе се бори и за најбитната работа, да ние македонците повеќе не бидеме македонци од трет или четврт ред. Да живее Македонија, ве сакам сите и ве молам, немојте да агитирате за Владо Павлов. Слободно споделувајте ги видеата, направете уште една група, ќе бидеме во контакт, ќе објавувам повеќе видеа, нашата битка е враќање на Ематеа и враќање на сеќавањата на нашите македонски цареви, затоа што некој многу одамна ни е преместил за да не се сеќаваме нашите македонски цареви. Затоа и ова голема битка против Владо Павлов и против сите вас, да тие сеќавања кои што се заборавени, а веќе Владо Павлов со сите вас ги воскреснува, да останат онаму каде што биле пред Владо Павлов да ги споменува. Ве сакам сите, бидете љубов. Битката не е завршена. Тек почнува. И ние ќе спроведеме нови правила и ќе се водеме по кодексот на тоа што ние ќе си го спроведеме. Со дух, ум и фанатизам за Македонија. И уште еднаш ќе ве повикувам на сите оние кои што
екстремно ќе настапуваат, екстремно да им враќате во пораки, екстремно да им враќате и во пораки, и во профилите, и во порталите, секаде каде што ќе се појават. Со факти, аргументи и докази. Оние кои што агресивно, кукавиците, страшливците, издајниците, чеда на удбашките структури, ви се понесуваат, исто вака и вие како нив ќе бидете агресивни со вистината и со правдата пред се. Да живее Македонија, имаме голема задача, од денес започнуваме. Ве сакам сите, останете ми во мир, љубов и хармонија, и во групите ќе се договараме каде ќе бидам, што ќе бидам, на кој локалитет, што ќе објавувам, која ќе ни биде целта, затоа што знаете дека со воскреснувањето на Матеја, првата и основна цел на сите нас македонците треба да ни биде и најбитната работа. А тоа е музеот на Македонија да ги врати сите тие артефакти кои што се земени од областа Матеја, независно од кој град. Државата треба да ги заштити и да направи музеј во секој град со точни податоци од кое време е тој артефакт, што представува и дали ние имаме право на Македон, на Афионот и на сето оно што значи Македонија. Да живее Македонија, да живее македонската фаланга. Нашата цел е царство Македонија. Ве сакам сите.